Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ во продолжение уште едно издание на информативната емисија ТВ Објектив. Кавадарците и квешијата главно занимање е лозарството. Така било во историјата, така е се уште и денес. Многу од лозовите насади се напуштаат поради лошите политики во земјоделското производство, пред се во лозаровинарскиот сектор. Од осамостојувањето во Македонија, секоја година кога доаѓа бербата на грозјето, започнуваат и проблемите и главоболките на лозаропроизводителите. Непозната цена, непознат откупувач, меѓутоа и големи маки околу тоа да се добие квалитетен род. Сите овие години се провлекуваат истите проблеми. Откупено неплатено грозје или пак нема кој да го купи грозјето. Ако се купи, се плаќа на рати. Како живее денес лозаропроизводителот? Има ли надеж за подобро утре? Какви се состојбите пред овогодинешниот откуп на винско грозје? Имам чест и задоволство во емисијата да разговарам со господинот Јован Златевски, председател на Сојузот на Сдруженија на лозаропроизводители во Република Македонија. Добро ни дојдовте. Добро нашли. Господин Златевски, еве ќе почнеме првен со тоа како е формиран Сојузот на Сдруженија. Да им ја доближиме сликата на гледачите, на лозарите кои што нели даваат поддршка, меѓутоа и Сојузот е тука да ги поддржува правата и интересите на оваа група граѓани. Па видите, јас од кога памтам за себе сум лозар. Татко ми ме водел на лозие, па последните околу 25-6 години јас сум тој што стопанисува со лозовиот насад и ги знам сите проблеми во лозаропроизводството. Имав идеја уште пред 5-6 години да направиме едно здружување на сите лозаропроизводители во Македонија. Ја приметив дека се формират здруженија на лозари, меѓутоа меѓу себе немат координација. Секој влече на негова страна. И мене тоа ми сметаше. И затоа минатата година направив една иницијатива да се направи сојуз на Сдруженија на лозаропроизводители, Републички сојуз да биде тоа, и седишто да биде во Кавадарци, како што и личе во тиквешијата тука. Во лозарски крај на државата, апсолутно. Имав поддршка од повеќе Сдруженија на лозаропроизводители. Има случај каде што едно здружение, да не го потенцирам сега, века не сакам ја да бидам во сојуз, јас сакам самостојно да функционирам, да терам, јас сам ќе си организирам протести и ова. Мене тоа ми сметаше, меѓутоа почнаме да функционираме како така. И една од причините, друга причина, односно, беше и таа што за членство во подсекторска група при Министерството за земјоделие, за овоштарство и лозарство, мора да имаш 1000 членови. И тоа беше причината ни да го мотивираме лозаропроизводител да се зачлене во некој од здруженијата на лозарите и преку Сојузот да си ги бараме правата на лозарите и да го издигнеме лозарство на повисока ниво. Апсолутно, за да се добијат права мора да биде тоа кредибилно здружение кое што ќе ги застапува правата и интересите. Се наоѓаме пред нова берба на грозје, меѓутоа оваа година е, би рекол, една од најкатастрофалните во поглед на квалитетот на грозјето, со оглед на тоа дека имавме сериозни временски неприлики. Меѓутоа, која година и да земеме назад, секоја година е катастрофална за лозарите, дали е во поглед квалитетот, дали е во поглед откупот, пласманот, цената, исплатата и така натаму. Колку грозје може оваа година да се очекува? Каков е родот? Дали тоа што е останато може да го платат визбите по цена која што нели ќе биде задоволителна да ги покрие барем производните трошоци? Секоја година е тешка за лозарството. И затоа минатата година, кога беме на средба кај премиерот, во присуство исто
представници министерот за земјоделие, представници од Министерството за земјоделие и винарите, мојот став беше тоа одење кај премиерот да биде последно одење каде што ќе се бара помош од владата за да се ги покријат трошковите лозарите. Исто и ова година е тешка година. Минатата година имаме најава од винариите дека не може да го откупат цело грозје што е произведено. Квалитетот беше минатата година солиден, добар беше квалитетот, меѓутоа ради ниските цени, откупните цени ниски, они ги бараа заради високите трошкови за производство, заради електричната енергија што беше на слободен пазар многу висока. И ова година е различно. Ова година имаме ради болестите пламењача и пепелница многу малку род. Меѓутоа, повторно винариите не можат да дадат таа цена која што ќе ги покрие барем основните трошкови за производство. Има ли направено пресметка колку чини килограм грозје со оглед на тоа дека оваа година беше исклучително тешка да се добие квалитетна заштита и да се зачува родот? Што велат пресметките? Колку чини килограм грозје? Ја сега само да доодговорам на претходното прашање. Ако во 2013 година сме имале производство на грозје 185 милиони килограми, во 2021 година имаме 116 милиони килограми. Ако 2014 година беше слична по болести како ова, и сме имале производство од 95 милиони килограми, значи 50% помалку во однос на претходната 2013. Ако 2022 година, а рачунаме како солиден род, условите беа добри, со помала заштита, околу 4-5 заштити требеше за да се произведе добро грозје, временските услови одговара, ние сме имали 93 милиона килограма. Ова година, по нашите пресметки, ни предвидуваме дека нема да биде повеќе од 40 до 45 милиони килограми. Ова е драстично намалување од 2013 за 10 години. Од 185 милиони килограми ќе паднеме ова година од 40 до 45. Многу од лозарите викат дека и толку нема да наберим. Затоа што лозовите насити се или напуштени, или фатени од болест па ги оставиле, не му се исплати да вршат берба. И сега, на наредното прашање, која е таа производна цена? Тоа долги години се дискутира, меѓутоа никој нити се држи до тоа, нити институциите кои што треба да направат една калкулација и таа да биде релевантна, не излегуваат или ќе излезат од кога ќе се обере грозјето. Сега, вака ќе ви кажам. Ако во 2013 година од 185 милиона килограма грозје, 161 милион биле на индивидуалните производители, а 24 милиона килограми биле на производителите на грозје од сопствени насади на винариите. 22 година од 93 милиона, 76 милиона се на индивидуалните производители, а 17 милиона килограма се на производителите на сопствени насади што имат винариите. И сега прашањето е која е таа цена? Има два критериуми за утврдувањето на таа цена. Мислам, два начини. Едниот начин да го видиме просекот на површини, на која површина колку грозје се дава. И така ќе се утврде од хектар колку е. Ако ние имаме во 2022 година некаде околу 50 милиона килограма производство на грозје во индивидуалниот сектор, на Смедеревка и Вранец, на клучните, што представуваат 75% од вкупното производство на грозје во Македонија, и ако од тие 55 милиона килограма се на 20.000 хектари, лесно може да се утврди колкова е приносот по хектар на еден лозов насад. Цента на грозито по хектар, по килограм. И сега,
Тоа е еден критериум. Кога минатата година во подсекторска група, ја не бев присутен, ја само еднаш имав прилика да присуствувам на еден таков состанок, мои колеги кажуваат дека професорите и винариите викат дека и тврдат дека по еден декар има некаде од 1800 до 2000 кг. Тоа воопшто не е исто со показателите што се дадени од Министерството за земјоделие. Друг начин за утврдување на производната цена е, и јас тоа го предложив, кога само еднаш ме викнаа во таа подсекторска група. И јас му викам, најлесно се утврдува производната цена ако винариите ми дозволат мене на еден професор од земјоделски факултет и да отидеме во сметководството на тие винари. Точно се знае колку е производна цена. Ајде да не викаме колку го кошта еден ангел 1 кило грозие или колку го кошта Јован или некој друг, туку ајде да отидеме да видиме тие што имат производство каде што се книжат, сите трошкови книжат и произведиле околу 17 милиона килограма. А тоа се 10 производители на вино кои што имат собствени површини. За 15 минути ќе утврдиме цената на грозието. Точно се знае. Била вистина, сите се Тоа бегат е од вистината. И они винариите бегат од таа вистина, а не треба да бегат. Јас не сум против винарите, ниту јас, ниту лозарите со кои што контактираме секојдневно. Тоа е партнерски однос кој што треба да се негува, меѓутоа од оваа страна по се изгледа лозарите се тие кои што обезбедуваат суровина за визбите, а од другата страна нема никакво враќање, што би се рекло, да се заштити тој што произведува суровина. Значи, знаеме дека визбите обезбедуваат, добиваат високи награди, медали, меѓутоа сето тоа е од квалитетот кој што го имаат како суровина. Меѓутоа, далеко е од тоа да се плати квалитетот. Што ќе правиме? И оваа година немаме цена на чинење на килограм гроз. И јас тука кривица ќе ја префрлам на Министерството за земјоделие и владата, кои што минатата година обечаа дека ќе го донесат законот за вино. За вино. Меѓутоа се уште е заглавен во некои собраниски процедури. Тоа беше една работа која што можеше, во закон за вино е предвидено производна цена во еден член од законот и врзоство на таа производна цена да се надоградуваат уште 20-25% плюс за да остане нешто на лозаропроизводителите. Ако знаеме сите дека лозаропроизводителите од една страна, винарите од друга страна и владата и Министерството за финансии од трета страна се три алки во ланецот кои што едни без други не можеме. И ако знаеме дека за напредно лозарство мора да има хармонија помеѓу лозаропроизводителите и винариите, а во овој момент тоа го нема, ја ги оправдувам винариите. Они сакат да си остварат поголем приход. Профит. Ја сакам да има во Македонија уште повеќе винари. Капацитетот на винариите е дупла повеќе од тоа они што го произведуваат. Значи имат капацитет ако се соберат сите винари во Македонија. Меѓутоа, се додека нема законска регулатива, а тука е владата која што треба да го даде колосекот на каде да се движиме, ниче немаме лозаропроизводство. Генерално може да се заклучи дека од осамостојувањето Македонија нема стратегија за земјоделско производство, барем долгорочна, во која насока ќе се движи државата еве во поглед на лозаровинарството. Министерството секојдневно гледаме се фали дека сме на ова место, на она место, меѓутоа многу малку реално се прави стратешки да се планира производството на грозје, да се заштитат површините, а тоа би се случило нели со добра цена на грозјето. Сведоци сме на уништување на површините, секоја година се оставаат, рековте и вие. Дали сметате, господин Златевски, дека субвенциите наместо да помогнат, во овој случај им даваат алиби на визбите да ја рушат цената?
Нели, во нивната калкулација 11 денари плюс 2 плюс 3 и они кажуваат цената на грозјето е 15 денари. Меѓутоа реално цената тоа, да. Јас посакувам да дојде време кога ќе нема субвенции, кога ќе имаме еден партнерски однос помеѓу лозарите и винариите, кога уште во февруар месец ќе се склучуваат тие договори. Затоа јас инсистирав уште минатата година сите лозари да бидеме здружени. Па здруженијата на лозарите да имат една табела колку имаме производители на Смедеревка, Вранец, Шардоне, Ризлинг, Бургундец. И преку здружението да одат тие склучувањето на договорите. Каде шо уште февруар, март, винариите ќе кажат, јас сакам да откупам толку Бургундец, толку Шардоне, толку Смедеревка, толку Вранец, по таа цена. За лозарите да си направат една пресметка дали му се исплача да го гледат таа година лозовиот насад. И ако во случај немат средства со тие кооперански односи, со тие договори што ќе го склучат винариите и лозоропроизводителот, винариите да му помогнат финансиски да он ги поднесе сите трошкови до завршувањето, до бербата. И тогаш од бербата да му се задржи авансот што бил земен. Јас сакам тоа да дојде, меѓутоа за жал секоја година површините под лозов насад се се помали и помали. Ако 85-та година сме имале 35.000 хектари под лозов насад, во 2023 година имаме само 22.000 хектари под лозов насад. Причините кои се? Фрагментирани парцели кои се резултат на долгогодишното ситење на обработливите површини. Ако некој родител имал 10 декари, 1 хектар лозов насад, има 2 сина или две черки, и тие сакат да си имат дел од татковрината, зимат по 5. После нивните деца пак го цепкаат тоа и се ствара меѓи си прават, па не живеат меѓу себе. Тоа е кај нас вообичаено на овие простори. Само да за овој дел да спомнам дека со формирањето на Европската унија 2004 година Де Гол направил аграрна реформа во Франција, каде што Франција имала хиперпродукција од индустријата, а земјоделски производи увезувала. И моćна била и можела сите приватни површини да му ги плате од денес, ви ги купуе државата приватните површини и му пушта пари. За да од таа фаза кога завршува, после краток период, месец-два, вика, ајде сега, кој сака да биде земјоделец, му следуваат минимум 5 хектари. И тие меѓи што се измеѓу се затварат и се врше окрупнување на плантаиште. А кај нас има ситнење. Втора работа, несигурен пласман и ниски цени, вообичаено, и причина зошто имаме намалување. Трета работа, слабо инвестирање во изминатите години. А кој би инвестирал на несигурен пласман и несигурни цени? Четврто, недоволна желба на младите генерации да се занимаваат со производство на грозје. Сето горе наведено е главна причина за младите. На младите во странство. Сите овие работи се најголема причина. И нормално изготвување на една стратегија за лозарство и винарство. Еве ја, можам да ви ја покажам. Тоа се податоци од прва, втора и трета фаза изработени во стратегијата. Има аномалии доста, сакаме да учествуваме, меѓутоа не викаат во подсекторска група, затоа што тие членови и јадо што се минимум, уште во февруар месец му доставиме спискови до Министерството за земјоделие за да не зачленат во подсекторска група, каде што имаше пристапници од членовите на лозарите во овие здруженија што ги спомнав на почетокот,
од околу 1280. Пред некаде месец и пол-два ми се јавија од таму, ми побара сите тие да се внесат во Excel табели, каде што има матичен број на лозаропроизводителот, па адреса, и јас заради Закон за заштита на лични податоци одбив да му дадам матичен број, на некои имаше лични карти, телефони, тие ги внесиме, му ги дадомем и после 2 недели ми се јави од таму и ми викат: Јован, до 1000 членови вас на Сојузното здружение ви фалат уште 140. Како би ни фалат? Зошто ни фалат? Од 1280. Па ни ги провериме сите и има доста што се или починати или ги нема во единствениот регистар на земјоделски. Му побарав да ми штиклират кои се одбиени, ги проверив. Таму имаше доста кои што навистина напишал, подпишал пристапница, се зачленил, меѓутоа починал и не значи дека тој лозов настан што го има не постои или е напуштен, туку дека го наследил некој од членовите на фамилиите. Второ, го продал лозовиот насад на друг. Повторно е активен лозовиот насад. Повторно е активен. Меѓутоа, тоа е причината зошто нас не викат и имаме забелешки на оваа стратегија кога ја добив кај мене. Сакаме да дополниме, се уште се работи, третата фаза е завршена, следат четврта и пета фаза и треба од наредната година да почне да се применува оваа стратегија. Би сакал да имаме прилики да ги дадиме нашите забелешки у подсекторска група, ако не повикаат. И сега, јас си го поставувам прашањето. Дали со вакво производство намалено од 185 милиона на 40 или 50 милиона ова година, дали не е закаснета оваа стратегија? Дали оваа стратегија треба да биде подкрепена со новиот закон за лозарство и винарство? За кој што се чека долго и никако да се донесе. Се чека долго. Повторно до година ќе биде доцна кога ќе се донесе. И за тоа јас прстот го вперувам на владата и министерство. Они се тие што треба да ни помогнат лозарите со винариите да седнеме и да направиме еден партнерски однос. Патот кон едно добро партнерство кој што ќе дава резултати за државата. Па и винариите треба да си го стават прстот на челото. Зошто? Затоа што инвестирале огромни суми на средства во правењето на винариите, а само Тиквеш минатата година имаше 100% флаширање на цело вино. Другите наливно. Наливно не. Сите други винари многу мала количина имат во флаширано, другото како наливно го продават. И дока и некаде се во право. Заради тоа што наливното вино на берзата оде многу пониско отколку флаширано. За они да направат флаширано вино, му требат дополнителни инвестиции. Еве сега ИПАРТ 3 програмите му овозможуваат да аплицират. И затоа пак ќе речам, и владата треба да му помогне нив. И јас сакам цента да биде пазарна, како што викат винарите. Пазарна цена ја не ти го зимам. Ама во други услови, кога и они ќе можат да продават. И сакам, пак ќе повторам, да дојде денот. Уште утре да нема субвенции, ниту денар, мислам, од наредната година. Само ако цента на гројство е добро. Па татко ми бил цел живот лозаропроизводител, па никогаш не земал субвенции. Субвенциите се категорија која што се воведи пред 20 на години. И во моментов изгледа и тоа го злоупотребуваат винари. И тоа се злоупотребува. Еден од начините, еден пример за злоупотребата на винариите беше и 2019 година, кога владата одобри огромни средства за некаде околу 5 милиона евра за ковид мерки. Нас
грозието винариите ни го платија по 3-4 денара, владата ни одобри 8 денари, а голем дел од нив тоа грози не го претворија во ракија како што беше насоката од владата, туку си го направија вино и си ги продаде. И не слушнавме дека некој доби санкции за измамата која што ја направи. И кога не би биле по пазарна цена, реална, за да може да ја покриеме и производната цена и да имаме остаток нешто, плюс за нас, за тоа работиме, кога не би примале така, владата треба да ги стимулира винариите и ако треба, нив нек му дава субвенции. И не ме интересира колку ќе му дава. Лозаро да знае, јас произведувам грозие кое чини килограм толку. И сега се наложиме уваква ситуација. Од една страна, министрот вика последните 15 години, пред некој ден слушам в неговата изјава, имаме дадено 90 милиони евра помош за лозарство и винарство. А лозарството на име тоне. субвенции, ковид мерки, помош на винариите, па ако се сечите, имаше пред едно 7-8 повеќе години за повардарие имаше исто таков случај, исплати. И сите тие помошти чинат 90 милиона евра. И минатата година и премиерот и министерот рекоа преку глава не е оддавање помош. Дајте нека се регулира. Па дајте да се регулира. Како? Државата е таа која што треба да... Од друга страна, винариите секогаш ќе барат да му остане денар плюс за нив. Они се приватни фирми, они сакат да имат поголем профит од година во година, меѓутоа заборават дека оваа гранка има еден обрт у текот на годината. Нема 5-6 како што имат некои дејности во индустријата. И за тоа треба да бидат свесни. Со тоа толку се заработува, а не да се ја сечат и они гранката на која што се седе и од кога ќе ги нема сите површини, од кога ќе останат многу малку површини под лозов насад, тогаш зошто му е нему винаријата? Голема треба винарија. И да затвара винаријата. Од друга страна, лозаропроизводителите, колку ни е доста нас? Ја мислам дека од овие три во алката што се Министерство, винари и лозарите се најумерени у барањата за остварување на поголем приход. Најумерени се. Они се Да се покрие трошокот, да се покрие трошок. Малку да остане, а веќе не останува. И сега како што е предвидено, со субвенциите што треба да стартуваат од ова година, начинот на субвенционирање, 30% ќе добијат сите што ќе однесат грозје во преработувачки капацитети или во извоз ќе направат со царинска декларација ќе достават. Другите 70% ќе ги добиват од кога ќе однесат. 30% сите, а 70% од после. Што ќе биде со тие лозаропроизводители кои што нема да влезат, немат едно грошче да скинат ради пламењачни без субвенции. Нив Господ ги казнил. Сега и државата 70% нема тоа да значи даде дека субвенции. до година лозовиот Со насад... кои средства наредната година он ќе му стави стартува. зимско џубрево, па ќе плате луѓе за кроење, за лачење и заштита. Со кои средства? Ни со сила се тераме у бездната. Или што најавуваа, а после го одложија примента за цента за вода, за наводнување. Да. Министрот кажа дека е моментално предложено да се стагнира тоа. Од тие цени што се наведени там, како може ни да издржиме? Ние ќе го издржиме и тоа ќе го поднесеме. Да, ама со подигање на кредит. Ама еве нека нема кредит. Плати ми го ти мене гројство и не ми давај субвенции, наплати си и не на 3 дарина. на 4 рати. Да. Се прави ли нешто во таа насока во поглед кога е законот за вино, дали се регулира начинот на плаќање, бидејќи во постоечкиот плаќањето му дозволува на избите да го вршат на 3 рати? Во член 17, став 3 од постоечкиот закон, трговците со винско грозје и производителите на вино се должни најдоцна до почетокот на винската година да објават цена по шеќерна единица за секоја сорта на винско грозје поединечно.
Дали цената се објавува? Винската година почнува на 1 август. Дали цената беше објавена на 1 август? Ниједна од винариите немат објавено. Тиквеш почна да објавува нешто, другите винари не откупуват и не објавуваат. Значи ли тоа дека нема да откупат? Или како Меѓутоа имаме кршење на законот. Законот не се применува. Ги толерираме. Ради тоа, ајде да се откупи гројство. Член 5, став 5 од истиот член 17. Утврдената цена согласно со став 3 на овој член може да се намали најмалку до 8% во случај кога исплатата на износот на откупеното грозје се врши во целост согласно член 16б од овој закон. Зошто 8% да земат? И овој став 5 од член 17 е предвиден и во новиот закон. И ние реагиравме преку нашите пратеници. Дали ќе го тргнат кога ќе дојде време за гласање? Не знам. Меѓутоа, зошто да го има член? Можноста визите, ако платат одма, да добијат плюс пари. И онака ниската цена на грозјето. И сега што се случува? Сакаш во готово, одма ти крате денар и пол, 2 денара, зависи по која цена е. 8% од тоа. Во готово. Веднаш плачење на трансакциона сметка. И 2% се одбива за персонален данок, за примателот на паричните средства. Ако зборуваме дека минатата година каматните стапки беа до 22 некаде од 3 до 4% годишна камата. Ова година се нешто покачени, меѓутоа повисоки, меѓутоа не повеќе од 6, па и 8% да е годишната камата, што треба да плате откупувачот на грозје на банката за да ги исплате лозарите. И да е 8% према банката. Рокот законски му е до 4 месец, до крајот на април наредната година. Значи за 6 месеци он мора да ги обезбеди собствени средства да го врати кредит. И да е 8% банкарска камата, он користи само за 6 месеци, значи 4%, не е 8%. Дали тоа е можност винарите пак да остварат приход? Пак си остваруват приход. Овој член мора да се тргне. Директно е на штета на лозарите. Тие 4% нека му ги задрже винаријата. А ако му даде аванс у февруар месец за да почне да си ги покрива трошковите при стартот на производството на грозите. Значи, контактите со Министерството сега со Сојузот ги нема, речи си, бидејќи измислија технички аномалии кои што реално не постојат, само да не бидете дел од тоа. Се плашат ли од аргументација на состојбите? Па како да се плашат? Аргументи? Како да се плашат? Сега ќе ви кажам, кога само еднаш присуствував по покана на председателот на таа подсекторска група и од тогаш не ме викна, му дадов забелешка за овој дел. Му дадов забелешка за минатата година како се откупуваше грозито, франко донесено. Значи по динари по 2 му задржуваа на лозарите, заради тоа што превозот нема да биде во Кавадарци, од Кавадарци во Кавадарци, туку од Кавадарци во Гевгелија, Штип или каде имаше откупна грози. Зошто да му ги зимат тие? Тоа е тоа, виш, го рековте, винарите го злоупотребуваат давањето на субвенциите. Веднаш се калкулира на нивна страна субвенцијата. Владата ни даде помош 2 денара минатата година, за да не ги платат тие 2 денара винариите, винариите ни ги зија и тие 2 денара. На голем дел од лозарите му ги зија тие 2 денара, измислија категорија франко донесено. Плати си го превозот и донеси, кој ќе ти го купам гројство. Тоа е многу дрско и арогантно од страна нивна. Треба и они да се приземјат малци и заедно да работим. И јас сум најпротив кога ќе видам штрајкуваат пред винариите. Дајте без свеста, нека ни работи. Ние сме должни да направиме квалитетно грозие, они се должни да направат квалитетно вино. А државата е таа што треба да овозможи услови да функционираат и едните и другите. Ако приход државата има поголем бруто производ од флаширано вино, нека винариите ги помогне за да му обезбедат линии, дали преку ИПА фондови, дали преку некои многу ниски каматни стапки, некои кредити,
за да може тие да направат линии за флаширање. Нека му помогне во маркетингот на тоа вино. Ја навивам за винарите. Не сакам винарите кога ќе ме слушат да ме сванат погрешно. Не сакам ни владата да ме сване погрешно. Ред ли е да се изготвува стратегија, а да не прашат ниту еден лозаропроизводител? Дали е таков редот? Ја учествував во изготвувањето на закон за сметководство. Повторно ќе добиеме стратегија која што е кабинетски направена, без оние реални состојби на теренот, кај лозарот, кај виновата лоза, каде... Да. Нека не викнат, че дискутирам. И минатата година забелешка дадов и на начинот на субвенционирање што го воведија ова година. И сакам тоа да го објаснам. Дали ова година, чијаме случај, а такви случаи имаме полно, разговарам ја секојдневно со по 50-100 лозаропроизводители, секој ден сме на телефонот, разговараме како е ситуацијата овој район, оној район. Века еден лозаропроизводител 40 тона очекува во грозје, имам 2 тона само. И не планирам да го предавам. Шо ќе му правиш на тие 2 тона? Че си го земам дома, вика, си го сварам ракија, барем да не купувам ракија. И ја кога реков у таа подсекторска група, дека ќе имаме и такви случаеви, и еден од представниците на винариите ми вика, ти го стимулираш, а стимулираш сивата економија. Не е тоа сива економија, ако ја од 2 тона си сварам ракија тон или 2, барем нешто да имам, да не за правам собствени за собствени потреби. Или да му дадам на пријателите кои ќе им дојдат на гости. И начин за да се регулира и тој дел, ја предложив земјоделци, ако имат винско грозје, имат оваков случај како што го кажав сега, или пак дошол пријател мој од Прилеп, Битола, Охрид, сум му набрал 500 кила за он да си сваре, да си направи вино или ракија. Дали тоа е стимулирање на сивата економија? Тоа е подарок. Да. И ако јас остварам од винското на тој начин, или од асталското, кога идат трговци кои што работат со маркети од Скопје, Охрид, Тетово, Гостивар и има добро асталско трпезно грозје тука кај нас изворедно, купуват и не е евидентирано никаде. А ја ако сум совесен и одговорен граѓанин на оваа држава, ќе речем, ја дал од асталско, дал од винско грозје, остварив приход 100.000 денари. Или од оние 2 тона што ми останато, некој приход сум остварил. И си платам 2% персонален данок преку ЕПДД. И сум одговорен, сакам тие приходи ми биде евидентиран. Утре може, че треба да си купам трактор, приколка, ќе ми прашат од кај се тие пари. Еве, 100.000 денара ја имам од лози. За да се евидентира и тоа, за да и државата има корист од тие 2% персонален данок и он на тие начин со потврдата за платен персонален данок ќе си ја поднесе у подршната единица за земјоделие и ќе биде дополнително доказ дека има приход и да ги земе оние 70%. А сите беме сложни и тогаш, и сега, тогаш кога беме на состанок во подсекторска група, и сега со сите лозари што прават муабет или овоштари, дека не смее субвенции да зима оној што не го обработува лозови од нас. Дајте да завршиме со тоа. Зошто се воведуваат некои вакви мерки, рестриктивни, главата да ги боле луѓето, Зошто просто кога може комплицирано? Кога може за 2 недели, ја верувам за 2 недели, луѓето што се уподршна единица во Кавадарци, со 2 коли, за 2 недели, точно ќе видат кои површини не се обработуваат. Точно се знае. Нека прошетат само, а сите луѓе ги знаат чие и кај се наоѓа во подршна единица. Сите ги знаат, тие се изворедни луѓе што работат таму и добри познавачи се, не се од вчера тие. Исто така се бара плаќање акциза за производство на ракија. Многу лозари незадоволни од цената го практикуваат примерот што рековте. Значи грозје 2-3-5 тона ги складираат за преработка во вино или ракија.
Што е со овој дел? Почнали да плаќаат акциза на државата оние кои што произведуваат ракија? Дали тоа не е дополнителен товар во цела оваа, би рекол, хаварија која што се случува во лозарството? Јас сум да се плаќа нешто, не смееме да ги ставаме у поповолна ситуација. Сакам нека си плаќат, нека си купат бандероли, нека си се регистрират како продавачи, за да можат на тие начин да бидат на исто рамниште и со тие винари кои што произведуваат лозова ракија. И да може легално да и се од друга продаде. страна да може да ги однесе во секој маркет и да може да му се продава нивниот производ. Тоа е дополнителен товар, он да го пробие пазарот, да ги навикне луѓето. Треба да има константен квалитет. Константност нема на мини винариите, што му е мана и што треба да работат дополнително, да инвестират во опрема и во кадар, за да може да направи вино или ракија иста и ова година и наредната и следната. Значи кога потрошувачот ќе го навикне тој бренд да така апсолутно. Еве бербата ќе почне. Цена немаме, намален е родот. Што се случува? Сега уште еден дожд да фати, значи тоа што остана ќе го нема. И тоа што остана ќе го нема. Па видите, Тиквеш објави некои цени, зборувам за Страшен револт имаше и од тие цени колку што следев на социјалните мрежи. 15 со 18,5 мислам дека беше. 15 Смедеревката, 18,5 Вранецот. Меѓутоа тоа се тие цени што минатата година он ги плачаше плюс тие 2 денара владата што ги обезбеди како помош. Значи цени лани ги имаме тие цени. Ако сега на овие цени, прво, владата не интервенира, тоа ќе биде уште поголем удар. Од друга страна, што разговарав со неколку винари кои што вршеа откуп на грози минатата година, тие ми викат дека голема количина од гроздето што го откупуваат, го продават како наливно и нив и овие цени му се високи, Тиквеш што ги понудил. И они викат на Тиквеш му е лесно, продава флаширано вино, продава флаширано, он дури вика треба и плюс да ви даде. Ама ја не можам плюс да ви даде. Тоа јас што го зборувам. Нека му се помогне и нив. Ама нас не ни го кратите, но што заслужено следува. Да. И прашање како ќе биде, никоја друга винарија не е испаднала со цени. Иако законот предвидува објава на цени. Има приметив последните 10 дена доста производители на вино преку некои трговци од соседна Србија, од Босна, од Црна Гора идат на терен, прашуваат и нудат многу повисоки цени од колку овој што ги дава Тиквеш што ги објавил за Смедеревката и за Врањцот. И јас сега контактирав со еден од тие, они го сакат во дворедни гајби, дрвена амбалажа и во една ладњача од 20.000 килограми грозје собира некаде околу 1800 и 1872 гајби, мислам така беше 6 реда кога би се наредило. И тие гајби чинат некаде околу 1400 евра амбалажата. Плюс они имат трошок за превоз околу 1000 евра, да речеме до Белград да го однесе, превоз ги кошта 1000 евра и плюс фито што треба да изваде, царинска декларација што треба да се платат, не ви кошта 2000 евра повеќе. Ако тоа го поделиме со 20.000 килограми, испаѓа од 10 до 12 денара плюс од цената што дава Тиквеш, што има објавено дека ги купува. И сега се поставува прашањето. Како може тие од некоја Суботица да дојде да плати и трошоци, да дојде и да го плате поскапо и пак да биде конкурентен со винто на Тиквеш, а Тиквеш ни му го носиме овака директно во погон за производство. Во погон без никаков трошок за превоз. Тоа не е во ред. Тука треба малку обзирност, не е проблем за мене. Јас имам
сметководствено биро, ја имам 3 хектара лозов насад, ја утре можам да речем и ја не работам лози. Мојата фамилија пак ќе живее. Проблем е за цела држава. Ми како Тиквешија сме се одликувале со производството на добро грозје. Регионот живееше од Зошто ако овој крај имам читано, постарите ми кажувале дека одгледувале афион, не смеи тоа да го гледате. Одгледувале памук, одгледуваат сега лози. Значи, нашиот тиквешкиот регион е работлив народ. Зошто ги терате у вакви услови сега да се откажат и од таа гранка и да се запусти државата? Сега, нема друга солуција како порано. Не гледале афион, че гледаме памук, па не гледаме памук, че гледаме лозие. Сега веќе ако се напуште лозовите насади, ќе заминат во странство и крај е со лозаропроизводството. И ако не се донесе ова стратегија, ако не се донесе законот за вино, ја мислам дека наредната година ќе имаме, дали ќе имаме и 20 милиони килограми. Имавме 190 во 2013. Милиони килограми. Тоа е жалостно. А ако сега, во вакви услови, повија зголемени трошоци и владата не ни помогне, повеќе од лозаропроизводителите викат, че почекаме, нека заврше септември. Ние вика, че организираме оркестрирано крчење на лозовите насади и че бараме од владата да ни исплати еднократна помош. Зошто? Затоа што не сме му на терет, нема да ни дават субвенции, бараме 3-5 денара по кило. Еве, нема да ви бараме, дај ми ти мене за крчењето на лозовиот насад и барат дури по завршувањето на сезоната да се организират и телевизиски екипи и ви да бидете поканети кога ќе почне таквиот начин да се уништува. Која што тука треба длабоко да се размисли. А јас сакам ова година владата да даде некои средства. Бидејќи мал е родот. Родот е мал, трошковите беа многу големи. Треба ли да се прогласи елементарна непогода, бидејќи имавме и суша, имавме и болести, се имавме, па имавме лозари и овоштари кои што во Росоман од Макарија претрпеше. Тоа владата го прогласува. Треба да се прогласи. Се гледа резултатот од тие временски непогоди, за да заштитиме гранката, лозарство да го заштитиме. Во градинарството веќе сме зависни од увоз. По се изгледа ваквите пракси ќе не направат зависни од увоз на грозија. Јас мислам дека треба подхитно да се интервенира. И јас очекувам, ако ова година се даде некоја надокнада, ако за наредната година ни гарантират дека ќе профункционира новиот закон, каде што ќе бидеме заштитени и никако лозари. Ако ја ги повикувам и сите лозари преку здруженијата. Само здружување е начинот на да се здружиме сите и да го издигнеме лозарството на повисоко ниво. Како? На тој начин. Уште во февруар, март ни да сме екипирани и да имаме спискови кој колку планира и по која пара би било. По колку пари би се откупувало тоа грози. Минатата година бев со Трајче Кулев, што беше председател на Сдруженијето Напредни лозари, бев на сајмот во Белград за Отворен Балкан, каде што имаше изложување на вина, имаше, не знам, мислам дека беа околу 30-40 мини винари од Кавадарци, покрај големите производители на вино. Нашите штандови на мини винарите беа најпосетени од цел сајм. Српски што имаше од Црна Гора, од Албанија, штандови со вино, кај нив имаше 1/3 од посетителите тоа што беа нашто. Нас не знаат дека произведуваат. Традицијата. Разговараме со 100 производители на вино од земјите членки на Отворен Балкан. Јас и Трајче. И размениме и податоци. И ни викат, и они тоа го барат. Понудите ни нас ви што имате.
како јас да му понудам, како Трајч да му понудим, кога не сакат да се зачленат лозари. Сега малку критика и за нив. Мора да бидеме критични. Индивидуално не може да се остваруваат права, многу е потешко. Се објави на Фейсбук некои коментари за плановите што се барањата на Сојузот од страна на Трајче Кулев беше тоа објавено, почнаа критики за мене, за него, за членовите на Сдруженијето. Зошто критики? Ја го разбирам револтот нив. Во потполност ги разбирам. Ама дајте да седнеме. Дајте да се договараме. Мојата функција не е платена. Ни со станоци држам во мојата приватна канцеларија. Мене никој не ми плаќа. Се со цел да се подобри. Ама јас сакам, мојот син, имам 2 сина, мојот син сакам утре да го продолже производството на грозје, да го обработува лозовиот насад и да не вика јас сум у минус ова година од производството. Да не размислува на крчење на лозовиот насад. Туку да биде партнерски однос со винариите и да почнеме сите заедно да функционираме како што треба и да остваруваат сите приходи. А тоа можеме да го направиме ако сме единствени. Ги повикувам сите. Нека се јават на телефон, нека пишат пораки, да се екипираме и да заземеме став како натаму. Конечно здружени да истувате за подобра иднина на лозарството. Ќе го завршиме разговорот, ќе има ли штрајк оваа година, ќе се протестирали, бидејќи тоа е на некој начин белек на гроздоберот? Сега, овака да ви кажам, со сите новинари и минатата година што разговаравме, ме светите погрешно и со вас, како да сакате тоа да биде атракција, еве штрајк че има, ајде да го покриеме тие настани. Немалку го обожаваме тоа, меѓутоа стана белек. Белек стана, за жал е така. За жал е така. Јас сакам да ги покриете тие настани, ама не сакам ни да биеме причините. Јас сакам се да си функционира како што треба, сите да биеме задоволни. Има најави, се бара од лозарите да се организираат блокади, каде што ќе се изнесе револтот и за некоректноста на винариите уваа фаза на развој, каде што нон-стоп имаме се помали и помали површина, тоа ги кажаме причините, а и насоки револтот да биде изразен и насочен кон владата и Министерството за земјоделие, каде што они сами се свести. Еве не е проблем, еве не правиме штрајк. Да речеме дека не протестираме ништо. Факт ли е дека се намалуваат површините и количините на произведено грозје? Зошто бе тогаш, кој ќе сноси одговорност? 90 милиони евра се дале последните 15 години за развој на лозарство и винарство, а ни да го пропаднеме како гранка. Треба ли некој да сноси одговорност? На граница сме на уништувањето. Тоа на сите треба да му биде јасно. Треба ли тоа со протест да го кажем? Треба ли свеста да не работе и да не викнат и при изготвување на стратегија и при изготвување на закон и да разговараме сега, да речеме како натаму? Може ли пред 10 дена да се држе состанок у подсекторска група каде што се присутни само винариите и представниците на Министерството за земјоделие? Каде се лозарите? Кај се лозарите? Повикани? Не бевме повикани. А кој ќе продава грозје? И сега таму си прават чеми 12 денара кошта производна цена, 13 денара. Дајте да дојдеме тие што рекол, јас знам кој рекол, дека 12 денара кошта килограм грозје. Еве, јас, еден новинар, еден професор, ќе отидеме во сметководството на таа винарија и ќе видиме колку кошта неговиот насад. Па срамота и греота е. Девалвирање и насока на до крајни граници. И затоа протестот треба, затоа си прифатив учество на оваа емисија, за да слушнат дека не мора протест ако сме разбрани. Значи целта е организирање и артикулирање на барањата од една страна во едно моќно здружение како што е моќен сојузот на земјоделци, би рекол во Грција, не знам, во Франција, кога таму протестираат лозарите или било кој земјоделски производител, се знае државата е парализирана. Треба тоа да се случи во државата, да има моќен партнер лозарот,
за да го каже својот глас, своето незадоволство. Поединечно бадиела се и протести. Се надевате ли дека сепак има цена која што ќе го плати тоа малку грозје што остана оваа година и нели да има некакво задоволство барем од тоа што остана? Јас имам надеж у делот на овие одстранство што идат и што нудат многу повисоки цени, и мислам дека со тоа ќе се мотивират и останатите винари. Тиквеше че има објавено цени, тиквеше че има склучено договори и затоа и му замерувам на лозарите. Едно зборуваме, едно пишуваме на Фейсбук, ако ќе му се јават по телефонот тиквеш и одма трче и подпишува договор. А без да видиш што подпишува? У договорот никој не го чита. Ни цена нема напишано таму, како може. Ама и задоволен е со тоа, треба ни да се поставиме на повисоко ниво како лозари, како здружение, сите да бидеме здружени и тогаш да видиме колку нудат винариите од Србија, колку нудат винариите од Босна, од Албанија. Албанија е интересна како земја која што може да откупе, да земе повеќе количини, ради тоа што они прават наливно вино кое што го продават во Италија. А италијанското вино таму на доработка си оди и го знаеме како си го флашират и знаеме по кои цени го продават. И сега прашање дали треба да бидеме верни на винариите. Ајде да не го продаваме, ајде да ги развиваме винариите. Да. До кога? Ама они треба да не уништуват нас. Јас сум за нив. Понудите цена, ајде, ако е пазарна економија, ние ако сме здружени сите, да бидеме здружени, тогаш од нас барат и некои од лани, минатата година што правиме контакти, ни барат контакти да се направат уште у февруар-март месец за јуни да си планират количини на колку грозе ќе се откупи. И така ми е замислено и јас сакам да дојде тоа време на еден партнерски, коректен однос да бидеме со винариите и во тие случаи ако има некој бенефит од лозар производство, ако има остаток на вишок вредност над производната цена, ја верувам дека владата не ни мора да ги дава тие 4000 денари по хектар, по декар или 40.000 денара по хектар, не мора да ги дава во тие случаи и ако има, ако сме коректни, како што тоа го прават во некои земји членки на во голем дел членки на Светската трговска организација, каде што тие кооперантски односи значат дека ако цената на готовиот производ е 3 пати повисока од цената на суровината за производство на тие производ, тогаш му дават вишок на средства. И јас сакам да дојде тоа време. Регулирани односи. Сум го предал во Тиквеш задоволен, јас квалитет сум однел, после 5-6 месец таму гледа дека има разлика од винто постигнал убава цена ради квалитетот грози, да ме награди мене плюс со дена-два, зашто двата да барат. Ајде тие кооперантски односи да ги гледаме. Така треба да биде и кај нас. Тогаш дури ќе почнат да се развиват тие лоизиња што се напуштени, ќе почнат да викат луѓето, ја моето не го оставам, ај од комшијата ќе го земам. Сами ќе си ги окрупниме површините. Ако не го прави тоа државата, има интерес. Дегол у Франција што го направил, ние сами ќе си ги окрупниме површините. Меѓутоа ако има цена. Ако има цена. Благодарам, господин Златевски, што бевте наш гост. Ви благодарам и вас што ме поканите да кажеме нешто. Почитувани гледачи, благодарам што бевте со нас. Пред нас е уште една гроздоберска треска, уште една неизвестност и оваа година како ќе се откупи, дали ќе се откупи и по која цена грозјето. Впрочем, тоа е така во изминативе повеќе од 3 децении. Дали ќе се повтори ова година, ќе согледаме. Благодарам што бевте со нас, имајте секое добро.